Почитувани, со задоволство ве известувам дека денеска ја поднесовме веќе најавената иницијатива до Уставниот суд за оценување на неуставност на одредби од Законот за енергетика, како и на одредби од мрежните правила, одобрени од регулаторната комисија, а за жал се уште одобрени и од владата на Република Македонија, а кои што одредби Евана ги користи за исклучување на домаќинствата од системот за напојување со електрична енергија поради неплатени сметки. Се надеваме дека Уставниот суд, посебно и секако уставните судии, кои што представуваат примат на она што се вели честност и правичност, со внимание ќе пристапат кон разгледување на оваа иницијатива и со тоа ќе стават крај на повеќе децениското незаконито постапување од страна на Евана во делот на исклучувањето на струјата од домаќинствата. Со едно вакво прифаќање на иницијативата за поништување на одредбите, Уставниот суд ќе застане на страната на правдата и пред се ќе ги заштити ранливите категории на граѓани, иако оваа иницијатива се однесува за сите домаќинства, односно за сите граѓани на Република Македонија. Впрочем, тоа произлегува и од самиот закон за енергетика, кој што децидно упатува на заклучокот дека оваа компанија има за обврска непрекинато и во континуитет да испорачува електрична енергија. Децидно се предвидени моментите и условите кога оваа компанија може да го прекине дотокот на електричната енергија, а тоа е само во случај на поголеми хаварии, каде што се исклучени една, две улици, или една или две населби, или поголеми региони, зависно од хаваријата, или во услови на виша сила, каде што нема човечки фактор. Во ниту еден друг момент оваа институција нема право да ја исклучува струјата, посебно за неплатени сметки за струја, кои што треба да бидат докажани во легитимна судска постапка пред надлежен суд. Благодарам. Во кој случај може да исклучува Евана и дали има основа во законот? Овој закон. Да, пред малку ги споменав, тоа се неколку случаи кога што не е дека смее да исклучува, него дека настанал моментот, а тоа е момент на настанување на дефект во системот со кој што располага Евана и до санирање на тој дефект. Или во случај на виша сила. Виша сила се големи поплави, земјотреси и слично. Но во ниту еден друг случај нема право, дури и во судска постапка, има право да го побарува она што смета дека не е наплатено. Секако тоа треба да го докаже на суд, но и во тој случај има право и можност да го наплатува преку надлежни извршители. Со други зборови, и во тој случај нема право да исклучи струјата. На прагот на третата декада на 21. век незамисливо е вие да оставите домаќинства без струја. Затоа се има произнесено и Европскиот суд за човекови права во Страсбург и тоа ќе биде тема за некоја друга емисија.